А тука сега ги имаме и прекрасните диви коњи. Како што одам нагоре се посилен е дождот. Многу су близко до бензинската кај стража, ама дождот засилува. Спокој, мир, тишина. Значи можам да ги слушнам анаму во далечините колата кај што збор. И здраво на сите и добродојдовте во уште еден влог во кој патуваме со Ташето. Еднодневно патување во македонска дестинација, односно одиме до Галичник, бидејќи е многу жешко овие денови. Ова е неделата кога има пожари низ цела држава и е насекаде над 35 степени, така да одам Галичник малце да се разладам на повисока надморска височина, како и малце ќе имаме возење низ еден шумски предел, да речам така. А ќе одиме од Битола, тргаме сега како и секогаш, одиме кон Демирхисар, од Демирхисар одиме кон Кичево и од Кичево преку превојот Стража одиме кон Мавровско езеро, од каде што се исклучуваме за Галичник. Моментално сме во Демирхисар, еден од најмалите градови во Македонија, но истовремено и град со едно огромно историско значење, како и општо целиот овој Демирхисарски крај, кој има огромно значење во македонската историја. А сега од Демирхисар одиме низ селото Сопотница и се упатуваме кон градот Кичево. Тука очекувам веќе од селото Сопотница до Кичево да биде посвежо, бидејќи е пошумски предел, и очекувам температурите да бидат пониски. Неколку километри после Демирхисар, доколку одите за Крушево, тука ќе завртите десно, а комбајнот не знам дали планира да оди за Крушево или малку е многу двосмислено, ама нема врска. Ќе одам на средина. Моментално влегуваме во Сопотница. Единственото село во Македонија за кое што знам барем дека има згради, има 4 згради во ова село, а не е град. Доколку има друго вакво село во Македонија, напишете во коментар, меѓутоа ова е единственото кое јас го знам. И 4 згради се наоѓаат од нашата лева страна. Едната е таа, а ова е Иселена, најблиската до патот. Другите се позади. Од левата страна, каде што одат и луѓето, се наоѓа селото Вирово. Се од странство, не се од тука луѓето и фрлија лименка со пиво и после наскини се кажва за култура. Што е тоа? Таму е Вирово, таму имате валајци, односно перењето на теписи со помош на вода, некако точно не знам како оди таа работа. Треба можеби посебно видео да направам за тоа. А таму е и еден мој многу драг пријател. Поздрав до него, а ние одиме сега се упатуваме кон Кичево. А тука сега влегуваме во селото Железнец, односно селото кај кое што се наоѓаат изворите на Црна река. Црна река иначе една од поголемите реки во Македонија и истовремено е, мислам дека најголемата десна притока на реката Вардар.
А тука десно е местото каде што ќе завртите за да го посетите манастирот Пречиста Кичевска. Еден многу добар и стар манастир кој се наоѓа на неколку километри од градот Кичево. А тука веќе одме ја гледаме таблата, се наоѓаме на 750 метри од патот што ги поврзува Кичево и Охрид. А еве го сега се приклучуваме и на патот што ги поврзува Охрид и Кичево. Тука се гради сега автопат кој е добро познат во државата, кој се гради веќе 10 години и се уште не е завршен. А ние се наоѓаме на неколку километри од градот Кичево. И добре дојдовме во Кичево, но сепак нема да влеземе во центарот, само поминуваме по овај булевар покрај градот Кичево и сега се упатуваме кон превојот Стража, каде што јас ќе направам една пауза. Можно е да врни таму. Останува да видиме. И почнува да врни, сега има почнато да врни време кога најмногу треба да се пази на дожд, бидејќи асфалтот е најлизгав на почетокот кога ќе врни првите 10 минути. Како што одам нагоре се посилен е дождот. Многу су блиску до бензинската кај Стража, ама дождот засилува. А јас киштото не си го носам, бидејќи е 40 степени, не мислев дожд дека ќе ме фати. Но облак ќе верувам брзо дека ќе престане. И стигнавме кај мекизите од Стража, највисоката точка на превојот Стража, каде што јас и така планирав да направам една пауза, но сега и ќе почекам да заврши дождов. А, овој ајде нека помини. Кај да застанам, само не знам. Што е ова калови, бе луѓе? Боу. И завршив со паузата, значи обично без да видам прогноза, без да го земам кишното, нигде не одам. Ама последните 2-3 недели беше толку жешко што не планирав, не мислев дека ќе ме фати дожд. Ама ете, времето е секогаш изненадливо, природа, доста непредвидливо. Но што е тоа е, во дождот се намалим, помалку некоја капка капи, гледам кон Галичник сонце има, така да не би требало да имаме проблем со дождот во текот на денот. Го возиме превојот Стража, таму тој градот не знам колку се гледа е Гостивар и таму кода подврнува гледам. А има на места како вирчиња да речам со вода, меѓутоа како со сапуница, претпоставувам е од бојата на асфалтот, бидејќи гледам дека е тазе бојадисен, а и размачкан малку. Е тука, не знам колку се гледа на камерата. Меѓутоа треба да се внимава, на места има и како камчиња, веројатно има овде силно заврнато, од страните има камчиња на патот, но не е секаде тоа случајот, но не знаете каде ќе биде и убаво е да се внимава. Еве тука, табелото што ви кажував. Завртивме лево од превојот Стража и сега се упатуваме кон Мавровското езеро. Моментално сме во населбата Мавровски Анови. А од левата страна ни е и Мавровското езеро.
ќе имаме подобар поглед малку потаму. Наближуваме до самата брана на Мавровското езеро, каде што ќе треба, односно по која што и ќе треба да поминиме, бидејќи тука сега ни се дели патот. Право не води патот за Дебара, ние треба да одиме лево за Маврово. Имаш и друга лента, ова е малку збунет, нека си помини, јас ќе си скратам тро. Може би можеше и од тој пат таму да завртиме, каде што ќе беше и многу подобро, но што е тоа е. А еве сега возиме по браната на Мавровското езеро. Доаѓаме до местото каде што може лесно да го промаршите, а треба да завртите десно за Галичник. Имате и знак каде да завртите десно за селото Галичник. И од тука натаму еден шумски пат, се додека ќе видите и сами не излезиме на еден така по-гол дел. Овој пат беше асфалтиран лани, односно оломнани, мислам дека пред 2 години, не ме фаќајте за збор, и е доста добар асфалт, нема дупки и такви работи. Се од тука па се до селото Галичник. Имате тука на почетокот неколку вакви полукружни кривини, меѓутоа не е ништо сериозно, само си вртите и си возите. Охо, добро, изфрлив еден камен, свеста ми се подзеде. Продолжуваме понатаму. На кривиниве потрошувачка моторот на моменти ми вади 9,9 на 100. Сега, например, да пазам пак на некој камен да не рипнам, ко преги ќе се тепам. Воздухот е пресвеж, сепак е шума, шумата е доста зелена, а и по патот имате доста видиковци кај кои што можете да застанете и едноставно да одморите така и глата и се. Температурата е совршена, свежо е, убаво, не е жешко како што е долу. Може би е поврзано со дождот, но не ми се верува, тука нема траги дека врнело. Сепак еден шумски дел на една повисока надморска висина и затоа е и посвежо. Тука сега има еден видиковец кој би сакал да ви го покажам, но е полн, гледате коли. Има таму и видиковецот и од видиковецот се гледа целото Мавровско езеро. На слегување доколку нема луѓе ќе одам. Значи буквално целото Мавровско езеро од глава до пети се гледа. И тука сега доаѓаме до најубавиот дел, барем за мене, од патот кон Галичник. Значи буквално нешто предобро и за возење тука, и за седење, уживање. А тука сега ги имаме и прекрасните диви коњи.
Почнува да роси, да врни, тука гледам и таму веќе врни. Зад мене дали врни, не знам. Како што одам натаму се посилно врни, јас не го носам кишното палто, а да возите водени на мотор, особено и на вака планинско место каде што е посвежа температурата, не е баш забавно. Тука сме сега каде што има шерпа јавање, каде што можете, мислам дека да јавате коњи и вие самите. И, драги мои, влегуваме во Галичник, едно село многу познато низ Македонија. Таму само да ви кажам дека, не знам колку се гледа на камерата, тоа што го гледате е Дебарското езеро. Сега би требало подобро да го видите, тоа таму е, таму е Дебарското езеро. А ова наваму е селото Галичник. Имам тука некое чувство дека ќе заглавам во некоја слепа улица. И стигнав до кај хотелот Неда во Галичник, сега се враќам назад. А ова десно нагоре гледате колку е стрмно, тоа сето е селото Галичник. Иначе јас сега сум тука само една недела после галичката свадба. Јас сум викенд во сабота, претходниот викенд беше галичката свадба. Тоа беше Галичник, сега јас се враќам назад и ќе направам една пауза таму каде што ви реков дека сега почнува најубавиот дел од патот за мене. А иначе планината по која возиме веќе од Стража е планината Бистра.
планината Бистра и Галичник е место кое што дефинитивно ви препорачувам да го посетите и со мотор и со кола без разлика, бидејќи една прекрасна недопрена природа. Спокој, мир, тишина, значи можам да ги слушнам анаму во далечините колата кај што зборат. Едноставно предобро нешто, предобро место, дефинитивно кој нема обовезно да дојди, не ми се бега мене од тука што е толку убаво. А тука би сакал и да го одјавам ова видео, овај влог од планината Бистра. Доколку ви се допадна, притиснете лайк, доколку се немате притиснато subscribe, веќе притиснете со цел да бидете известени за моите следни видеа. До следното видео останете поздравени и чувајте се. Поздрав!